Младата невеста со новото кожувче, чита Александар Станојков. Во една селска куќа што имало 20 луѓе, кое синои, кое внуци, беше жениле едно момче и беа му зеле невеста. Времето било многу студено, чунки било во месец околожек. Сите куќни луѓе биле наредени околу огништето да се греат, само младата невеста стојала зад луѓето просто и се тресела од студ. Ја догледал свекорот и се тресит младата невеста и ја пожалал. Море луѓе бре, проговорил свекорот. Ја сторете троа место и за невестата да се огреит, оти не изее студи, ако е невеста. Море де старо бре, не бери гајле за младата невеста, рекла свекрвата. Ќеш ти јас да сум млада невеста, да и во снегом да ти седам, пак не ќе ми студит. Ами ново кожувче, зар не ја топлит како некоја бина? Ти ќе да седи млада невеста да се греит крај оган. Таа сега е нова невеста, таа е радосна со момчето, ја старо, му рекла на мажа е. Сирота невеста се тресла како прат од студ, арно ама пуста невестина страм, не може да проговори, чунки адет не е да зборува млада невеста за неколку недели, дури да се распозна и таарно убао со сите куќни луѓе. Од тој адет не можела да проговори, да кажи то ти е студит и од што многу е студело, срце беше ја ватило да ја гризи. Неколку дни клетата свекрва се така е велеше на невестата која да проговори стариот за да ја сторат место за да се огреит. Од ден на ден студот растел од големиот сињак што беше паднал по сето поле. Едно утро рано смела куќата младата невеста, наранила имањето, зела големите стомни и отишла сред село, та земала вода и си дошла дома. Од што било студено, рацете беше се залепиле за рачките од стомните. Дошла зад луѓето крај огниште од да се огреит, арно ама никој место не е чинит за и таа да се огреит. Свекорот пак проговорил за да се поистат, арно ама кучка свекрва не остаа да се огреит младата невеста. Море, старо море, му рекла на маже, што се правиш будала, кај е студина невестата кога носит ново кожувче? На тие збори од свекрвата беше пукнало пердето на невестата и беше го слекла кожувчето од себе, та беше го бапнала во големиот оган и плачејќи рекла, на огон да го изгори пусто кожувче, доста ме јаде мори свекрво со ова кожувче. Кожувчето е ново, на невестата не е студи, кожувчето е ново, на невестата не е студи. Ако јас сирота умерам од студи и се тресам како лист на гора и срце ќе ми искинит од што ми студит, а ти велиш што ти не ми студело. Тога и дури беа ја пожалеле сирота невеста и беа ја оставиле да се изгреит. Ако не беше се престрамила да го врлеше новото кожувче во огнот, никако зимата не ќе се огрееше на огнот сирота. Таа нова невеста направила, како што рекле стари, страмно посакај си, сладко изеи си.